Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Оваа пресконференција утрово во општина Прилеп ја свикавме со цел да го најавиме традиционалниот настан кој што се организира овде во општина Прилеп. Фестивалот на пиво и скара. Традиционално го враќаме стариот термин, првиот викенд после големиот христијански празник Петровден, односно 17, 18 и 19 јули, ќе се одржува овој најголем и најзначаен културен настан за Прилеп. Целта оваа година е полека, како и сите останати настани кои што се случија од кога јас сум градоначалник во општина Прилеп, да му го враќаме сјајот полека и да го надградуваме и да ги дополнуваме содржина онака како што граѓаните очекуваат и како што заслужуваат. Прво би почнал со тоа што ја користам приликава да ги поканам сите компании од Прилеп кои што чувствуваат општествена одговорност да го поддржат и да го помогнат овој настан, затоа што низ призма на овој настан ние сериозно работиме да ја поправиме економската состојба во градот, да донесеме што е можно повеќе туристи, за да овој град се врати повторно на местото каде што беше во минатите години, а добро знаете дека овој настан предизвикуваше сериозен интерес во македонската, но и пошироко и во балканската јавност. Оваа година имаме и добра програма, се надевам дека ќе имаме исклучително добра организација и дека полека со годините кои што следат ќе го вратиме овој фестивал и да го направиме повторно да биде најпосетениот настан во Македонија кој што се случува на отворено и е бесплатен за сите граѓани, односно сите можат да уживаат, особено во пивото, а и во добрата храна по која што нашиот град е познат. Како што спомнав, се одржува традиционално, го враќаме терминот, третиот викенд во јули, односно по големите христијански празници Петровден и Павловден, и со тоа сакаме да дадеме димензија дека сакаме овој фестивал да се врати повторувам уште еднаш на нивото каде што беше претходно. Ние како општина Прилеп, за да не биде ова само декларативно, за оваа година во буџетот ставивме двојно повеќе средства од минатата година, односно оваа година на располагање за поддршка на овој фестивал стојат 2 милиони денари, пари од граѓаните со кои што сметаме дека покрај забавата која што ќе биде понудена на јавната површина, односно на градскиот плоштад, дека дополнително ќе им помогнеме на стопанствениците, особено на оние во старата Прилепска чаршија и на целото стопанство во градот да се раздвижи малку. Период е кога сите наши иселеници се генерално тука, користат годишни одмори. Период е кога сите наши сограѓани се на некој начин на годишен одмор, се слободни и можат овој викенд да го искористат за добра забава, да тестираат добри пијалоци и да ја дегустираат одличната прилепска скара, која што за следно би најавил дека ќе почнеме постапка за да си ја заштитиме како не прилепско, туку како национално богатство и е вистински момент после толку години добра промоција да имаме и таков бренд македонска, односно прилепска скара која што е позната секаде. Од делот на административните работи во вторник наредната недела имаме седница на советот на која што предложивме неколку точки кои што се однесуваат на оваа манифестација. Тоа е донесување на одлука за користење на јавниот простор, донесување на одлука за продолжување на работното време, традиционално како што секогаш е, согласно позитивните законски прописи, можеме тоа да направиме само за овој викенд и во траење не подолго од 2 часа после официјалниот дел на завршување на работното време на угостителските и на трговските објекти. Друго што сметам дека треба да знае македонската јавност е дека очекуваме добра забава, затоа што подоцна во текот на оваа пресконференција и формалниот, односно официјалниот водител ќе ви соопшти кои се изведувачите. Пакет е направен од паралело од балкански изведувачи, но и наши македонски изведувачи кои што има, односно предизвикуваат сериозен интерес во јавноста и се доста слушани, можам така слободно да кажам. Организатор оваа година по поднесено барање Сдруженијето на граѓани Vibe Events, со нив подпишавме и меморандум за соработка. Ние како општина Прилеп
ви спомнав дека оваа година ќе поддржиме овој фестивал со 2 милиони денари и тие 2 милиони денари ќе бидат искористени за да се покријат авторските договори на изведувачите кои што ќе настапуваат тие 3 фестивалски вечери. Мислам дека горе-долу ги опфатив сите теми. Уште еднаш би сакал да искористам оваа прилика да упатам покана до сите прилепчани прво, до сите жители на соседните општини, до сите македонци кои што тој викенд можат да планираат да си поминат добро време овде во Прилеп, да направат добро разгледување на околината на Прилеп, која што има што да понуди, да се напијат добро ладно пиво и да дегустираат добра храна овде во сите гостителски објекти и посебно на штандовите кои што ќе бидат во состав на организацијата на фестивалот. Однос на програмата ќе оставам простор водителот си е запознат директно што нудиме оваа година во програма од изведувачи. Мислам дека со добра музика, добра забава нудиме еден викенд прекрасно поминат во Прилеп во текот на јули. Уште еднаш повелете, дојдете, имаме што да ви понудиме, имаме добра забава, имаме добри продавници кои што нудат разноразни производи. Значи и да повторам, односно она што го должам како транспарентност кон граѓаните на општина Прилеп е дека овие средства кои што ги трошиме од буџетот се токму така за развивање на економската активност на градот и привлекување на што е можно повеќе туристи. Тие туристи ќе дојдат, ќе потрошат овде одреден дел од нивниот буџет, а тоа значи заживување на прилепската економија. Посебно потенцирам она што значи заживување на срцето на градот, а тоа е старата Прилепска чаршија. Јас ќе бидам водител на овогодинешниот Пивофест, Пивофестивал. Ова е 23-то традиционално издание на Пивофестивалот во Прилеп, кој ќе се одржи, како што кажа градоначалникот, од 17 до 19 јули. Ќе има 6 пиварници од земјава и странство со над 20 видови пиво. Во тек се преговори со останати представници и пиварници и се разбира други ugostители кои ќе учествуваат со своји штандови на кои ќе се понуди традиционална вкусна прилепска скара и различни видови на пиво. Што се однесува до музичката програма, секој ден, петок, сабот и недела, 17, 18 и 19 се започнува со диџеј. Диџејот ќе биде од 19 часот до 20:30 часот. За петок после диџејот продолжуваме од 20:30 часот до 22 часот со Bongas and Guitars. Потоа од 22 часот до 23:30 часот ќе настапи Огнен Здравковски, а од 23 часот и 30 минути до 1 часот ќе настапи Дженал Лончаревиќ. Се враќа камената Бина, продолжуваме понатаму. На камена Бина после Дженал Лончаревиќ ќе настапи DJ Сајо. Ова е за во петок. За во сабота, после диџејот, од 20 часот и 30 минути до 22 часот настапува Lockdown Band. Од 22 до 23:30 часот настапува Јордан Митев, од 23:30 до 1 часот настапува Милица Павловиќ, нашата балканска ѕвезда. Потоа пак одиме се селиме на камена Бина. На камена Бина имаме диџеј Ацика настапува во сабота. За оваа недела како финале, после диџејот кој што стартува од 19 часот и 20 до 20 часот и 30 минути, одиме со Маријан Коцев. Тој треба да настапи од 20 часот и 30 минути до 22 часот. Потоа од 22 часот до 23:30 ќе настапат нашите The Hounds и од 23:30 до 1 часот ќе настапи една од нашите најголеми балкански ѕвезди Јелена Розга и потоа за крај за финале повторно се селиме на камена Бина. На камена Бина завршуваме со диџеј Мистер Спект. Тоа е што се однесува до програмата. Кои се пиварите? Па пиварите Прилепска Скопска пиварница, Сараевско пиво, Пеја пиварница и за останатите сме во тек, мислам организаторите се во тек на преговори. Ова као да речко нема да биде? Околу тоа ќе бидете дополнително известени. Еве би требало да бидат, да. Началниче, комуналните предпријатија колку се подготвени за престојниот фестивал со оглед на тоа што очекуваме
поголема навалица по однос на хигиена, на безбедност, на имаме капацитет повторно да одговориме како што се знаеме ние да одговориме. Јас сум убеден, а и убедувам и прилепската и македонската јавност дека јавните комунални предпријатија нема да не пострамотат, ќе си бидат како и секогаш на висина на задачата, посебно јавното комунално предпријатие Комуналец кој што е задолжено за хигиената. Ќе бидеме организирани секоја фестивалска вечер после завршувањето на настаните, остава да биде исчистен, вратен во правобитна состојба, онаму каде што треба, можеби ќе треба и миење, тоа се ќе бидат организирани. Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација по однос на поставување на инфраструктурата ќе помогне максимално што може. Знаете дека не сме во завидна финансиска состојба со јавните комунални предпријатија, но и за нив ова ќе значи еден тест за да ги видиме колку е максималната нивна подготвеност со и технолошкиот, но и човечкиот персонал кој што го поседуваат и го имаат, и размислуваме. Се надевам дека денеска ќе имаме конечен став што ќе се случува со и како ќе го организираме паркирањето на туристите кои што доаѓаат, но за тоа би оставил малку простор за да видиме добра организација да направиме добар режим на сообраќај за да не го попречуваме нормалното функционирање на градот, иако е фестивал, иако ќе се слави овде во Прилеп, но сметам дека нормалното функционирање ни под ниедна точка не треба да биде ставено во прашање, односно граѓаните треба да си ги извршуваат секојдневните обврски нормално, без поголеми задржувања по сообраќајниците во Прилеп и без дополнителни нервози и губење на време. Значи, по однос на безбедноста ќе бидат ангажирани припадниците на Министерството за внатрешни работи, секторот за внатрешни работи Битола. Веќе сме во преговори и со нив да ја зголемат присутноста на пивофестивалот, да ги има се повеќе, да се грижат за безбедноста. Знаете, имаме и ситуации во минатото каде што беше сериозно нарушена оваа безбедност, за волја на вистината последниве 20 години, 20 и некоја, не се случило ништо. Очекувам да биде уште на повисоко ниво. Онаму каде што има алкохол, се очекуваат зголемени емоции и тука треба да има зголемено и присуство. Организаторот сум информиран дека ќе се ангажира и куќа за обезбедување, која што ќе се грижи генерално за безбедноста околу штандовите, околу сцената, но Министерството за внатрешни работи ќе биде со зголемена внимателност по новие 3 дена околу градот и околу центарот на градот за да внимава на безбедноста која што треба да имаме, и јас сум убеден, гарантираме на сите граѓани на Република Македонија дека и очекувам така да биде дека ќе имаме 3 мирни, преточени во забава вечери. Во однос на бувјак амбиентот што се создава околу вас со гајчи мајчи и да не зборувам таму се и се што, дали ќе има некаква контрола, дали тоа некој ќе го отстранува, тоа не убав изглед има на српски ваша. Токму така во право сте, и во моментов состојбата во градот е наистина лоша. Работиме и во завршна фаза сме на измена после долги години на одлуката за комунален ред. Драфт верзијата е изработена во соработка со сите јавни комунални предпријатија. Дадена му е на завршно читање и на давање на одредени забелешки. И после завршувањето на овој процес ќе се донесе на Совет новата одлука за комунален ред. Една од главните слаби точки кои што ги идентификува во овие 6-7 месеци во локалната администрација е тоа што општина Прилеп во моментов има само 2 комунални инспектори, а ниту еден комунален редар, и на тоа во овој период, во овие неколку месеци додека е летото, ќе работиме да се доекипираме и понатаму да се воспостави сериозен ред. За овие 3 фестивалски денови ќе замолам обезбедувањето од организаторите, а и Министерството за внатрешни работи и сите инспекцијски служби. Тоа заборавив да ви спомнам дека ќе организираме еден заеднички состанок за да не се доведеме во лоши ситуации. Прво со управата за јавни приходи да ги каже предиспозициите кои се законските одредби кои што треба да бидат испочитувани. Понатаму со Агенцијата за храна и ветерина, затоа што ќе се служи и храна и пијалоци, да бидеме во координација, ќе има чести состаноци во овој период до почетокот на фестивалот, за да не се доведеме во ситуација некое
некоја ситуација да го стави во сенка комплетното сценарио што го планираме за овој фестивал. Значи, ќе бидеме логистички подготвени со сите околности, со сите правила да бидат испочитувани. Не сакаме нити мала дамка да има врз организацијата на овој фестивал, затоа што тоа прво ќе го наруши рейтингот на организаторот, а најмногу ќе го наруши на нашиот град, а тоа е недозволиво во вакви несовремени услови во 21 век да имаме ситуации како некогаш во минатото, и затоа добро е да се седне на маса, да се разговара, да се представат ситуациите, да им се кажат на сите учесници во фестивалот дали тоа се пиварите, дали се тие оние кои што ќе служат храна или други прехранбени производи, да си се постават согласно законските прописи и да немаме никаков проблем по однос на административно-техничкиот дел, односно да нема, не дај Боже, проблем по здравието и по безбедноста на нашите сограѓани, на сите туристи кои што ги очекуваме, а верувам дека ќе бидат во голем број.